Овие авиони вака стојат приземјени, но не за долго. Секојдневно се над оние непристапни терени и сврлаат вода. Ер-тракторите се на дирекцијата за заштита и спасување, а за сега два се во функција. Хеликоптерите се поефикасни во една ситуација, авионите во друга. До 3 тони вода собира еден ер-трактор, пред да се интервенира на пожар. Секое лето е карактеристично за себе во однос на пожарите, но речиси секогаш човечкиот фактор е причина за кризата. Бевме потребни и се вратив од пензија. Ова се зборовите на пилотот Стоје Арсовски. Тој, иако може мирно да ужива во слободното време, сепак им се врати на авионите за да ги спаси македонските планини од пламенот, заедно со уште еден пензиониран колега. Одамна престанал да ги брои пожарите на кои интервенирал од воздух, но најстрашните моменти ги памети, кога од високо сведочел како горат нечии куќи. Секоја година губиме природно богатство, а летово најстрашна е сликата на планината Серта. Што ве натера тоа да го направите? Кој беше поривот кој што беше иницијална каписла за вашата одлука? Затоа што требавме, немаше нови, требаше да одшколуваат нови, не стигнаа на време, најверојатно сега ќе уклучат некоја нова група која ќе иде на школување во Шпанија, Португалија и така. Дали ситуацијата годинава со пожарите, оној најкритичниот на Серта, сите ги видовме тие видеа, дали оваа слика е најлоша во изминатите неколку години, бидејќи имаше големи пожари пред 3-4 години во Берово, Будинарци гореше, но претходната и годината пред тоа малку како да се стишија овие работи, како да немаше вакви огнени стихи во летниот период. Па Серта е огромен простор, повеќе грмушки и трева, ама све изгорено, све. Тотално све изгорено таму. Мислам, толку голем простор е да не можеш и 1000 авиони да имаш, не можеш да го покриеш тоа. А штета за Будинарци, за Берово, затоа што таму има многу квалитетна шума, многу убави предели се тоа. Штета е да изгори таква нешто. Имавме и пожар оној што беше во Битола. Таму таа цела планина изгоре. Немаше спас. Мислам, како овај дента ќе остишаме, утре дента нови пожари. Ново. Само се појавуваа нови пожари. Од која височина се испушта водата за да биде најефикасно гаснењето на пожара? Па од 7-8 метри. Се случува да пуштиме метро два помалку или метро два повеќе, ама тоа не е многу значајно, затоа што треба време за да се растури таа водата над пожарот. Колку вода собира резервоарот на еден ер? Собира околу 3 тона, но све зависи колку гориво има, да не се преоптерети, од 2,5 до 3 тона. Цело време сме у контакт со контрола на летање. Од неа бараме сите дозволи и сега уваме позиции, каде работиме, што работиме. И кога ќе дојдеме на терен, ни викаат префрлете се на вашата работна фреквенција и тогаш комуницираме меѓу себе и со координаторот доле на земја, со пожарната. И така функционира тој цел систем. Значи не носите одлуки визуелно, како што реков, или како што гледате вие да процените, се е според инструкции кои што ги добивате од... Најчесто е така. Ни се случувало, например, да видиме некоја, имало 2-3 случаи, да гори некоја куќа, тогаш не баравме дозвола, него одма действувавме. Дали треба сосема да слетате на вода, што би се рекло, за да се наполни резервоарот или пак полните вода во лед? Па може да се полни тука од земја, ако е пожарот во близина на аеродром, полниме од земја, а ако е подалеку, во најблиското езеро. И се слетуе на езерото, се полни и се продолжува со активност. Што е разликата во гаснењето пожар со хеликоптер и со ер-трактор? Кои се клучните разлики, која е суштината во работењето со едното, но и со другото летало? Па видете, овај хеликоптерот си има свој карактеристики, авионот свој. Например, хеликоптерот, таму кај што немаме блиско езеро, ги приклучуваат хеликоптерите, бидејќи тие наоѓаат рекички, бари, езерца мали и се поефикасни.
а кај што има езера, тогаш сме ние поефикасни, така да не можеме да кажеме дека овие се подобри или оние се подобри, све зависи од ситуацијата и од потребите. А која е клучната точка кога паѓа одлука да се вклучат летала во гаснењето на пожарите? Колку треба да е распространет пожарот на терен за пожарникарите самите да не можат да се справат со огнената стихија од земја? Па тука е ЦУК. ЦУК моментално он одлучува кога ќе ги дигне авионите, кога ќе ги дигне хеликоптерите. Све зависи од ситуацијата. Али ЦУК одлучува. Така се прават проценки. На колку пожари вие лично сте интервенирале? Не знам, 15 години, не знам точно колку. Не сум водел евиденција. Секое лето е подеднакво хаотично? Па да, секое лето си има своја карактеристика. Некојаш има повеќе пожари, некојаш помалку, зависи од температурите, зависи од политиката, зависи кој колку ќе запали и така. Значи генерално човечки фактор е предизвикувач на пожарите со кои што вие се справувате со ер трактори. Дефинитивно. Така. Колку е ризично да се гасне пожар во навечер во тие часови? Изводливо ли е такво нешто? Па пробуваат ни светот и навечер да гасат, ама е проблем затоа што не се гледат препреките, има далеководи, има све, така да е скоро неизводливо. Се случувало некогаш да интервенирате и навечер? Не, се случувало само навечер да се вратиме приквечер во ноќ. А што за вас е најлоша слика што сте виделе на терен додека летате со ер тракторот и действувате врз огнената стихија? Па најлошо за мене било кога ќе не пратат на 3-4 пожари и сега на крај стигнуваме на третиот пожар, а таму више горат куќи. Тоа е најлошо и најтежно. Така, колку е опремена Македонија како држава со инфраструктура за да се справува со кризни ситуации, со пожари? Колку ер трактори има државата на располагање? Дали се подеднакво функционални, а колку се потребни според вас за да бидеме уште поопремени и уште подобро подготвени? Па сега, моментално сега кои имавме акции со другите, од другите земји, со другите летала, кај нас дојдоа 2 авиона од Турција, исто вакви ер трактори и со 5 авиона настапувавме таму на пожарите и имаше многу голем ефект, значи стварно. Од друго искуство со хрватите што сме разговарале, они имаат, например, цел систем низ цела Хрватска, каде што на секој торање или оние антени што се телевизиски такви, имаат поставено камери 360 и они забележуваат пожар одма. Одма јавуваат, одма действуваат и многу се ефикасни. Тука тоа, мислам дека кај нас ни фали. Значи сметате дека треба повеќе да се вложува и со анализи, но и со инвестиции? Со техника, да. Така, во однос на кадарот, има ли млади лица кои што се заинтересирани да учат, да ја работат оваа професија која што вие сте работеле долги години назад? Па има интерес, ама знаете како интересот е и парите. Сега еден шофер на камион зима од 2 до 3.000 евра, а пола од тоа зима пилот на ер трактор. Страшно. Така, значи во иднина уште поголем ќе биде проблемот во односите и на кадар, не само на инфраструктура и на капацитет. Па видите, за да заврши сега еден пилот да дојде до комерцијална лиценца и да може да дојде овде да лета, му треба доволно часови налет, например да ја земе лиценцата кошта од 70-80 илјади евра и плюс тренинг околу 100.000 евра треба да уложи за да може да дојде на трактор. Така, као некоја цифра. Сега, истата цена кошта за да отиде на патнички авиони. И сите идат на патнички. Полесно, побезбедно. И поубаво, кафе, чај, сок. Така, кажете ми, еве конкретно вие лично би се вратиле ли повторно од пензија ако има потреба, ако условите така налагаат, ако има потреба од вашето знаење и вашето искуство на терен? Па, мислам дека не би се вратил, можда ако успеат идната година да отшколуваат уште една група на пилоти, до тогаш можда би
подпишал уште еднаш, а може би и не. Договор на дело, баш за време на сезона која треба, мислам. Жално е и да се остави оваа држава сега вака. Сметате ли дека државата треба да направи некакви промени, да ги казнува повеќе оние потпалувачи на оган, пиромани, како и да ги наречеме, кои што се клучен фактор за појавување на пожарите или барем на најголем дел од пожарите во Литва? Мислам дека тука полицијата треба повише да се вклучи со обсервирање на терен и таа би дала поголеми резултати да се фаќаат такви сторители, иначе вака, ако нема кој да ги барка, ништо. Сметате дека сите земји од регионот се поразвиени во однос на инфраструктурата во споредба со Македонија? О, како не. Како не доаѓа тука пред 2 години дојдоа израелците, сега дојдоа од сите земји. И ние гледаме кај сме некако последни. Ако за брзо време нема вложување во кадарот и во инфраструктурата, се заканува уште поопасна ситуација, алармираат пилотите. Од оние кои заедно со пожарникарите се први на огнот на непристапен терен, испратена е порака до полицијата. Ловете ги и фаќајте ги потпалувачите на оган, клучниот фактор за големите пожари.